Протест со мирис на политичка запршка со зачин. Вака министерот за земјоделство го оцени утрешниот масовен протест на земјоделците од сите делови на државата. Со оваа негова изјава најавениот протест на земјоделците доби политичка димензија. Димковски обвини дека барањата на земјоделците биле неоправдани, а потикнати од опозицијската ВМРО ДПМН. Ова остава малку и мирис на политичка запршка, во која што се остава некој зачин само за да се долее на сето ова што веќе знаете дека изборите се најавени за 12 април. ВМРО ДПМН вчера изрази со јавна поддршка, токму се и организаторите на ваквите протести. Млекарите негираат дека протестот има политичка заднина. Парите си ги барале подолг период, а наместо редовна исплата како на други земјоделци, тие парите ги чекале со месеци. Како може да се политички протестите кога ние земјоделците не гледаме политика, ние гледаме да сработиме и да бидеме исплатени. Без разлика кој да биде, без разлика кој да биде на власт. Денеска преку платежната агенција беа пуштени редовните субвенции за млекопроизводителите во износ од речиси 2,5 милиони евра. Надлежните тврдат дека овој потек на еден ден пред најавениот протест не бил за да ги замолчат земјоделците. Се чекало на парите од ребалансот на буџетот. Не е дека ова нешто сега брзаме за да се смирува, туку е времето, реков и во воведот, дека токму со ребалансот со станува оперативен со измените во програмата за финансиска поддршка, бидејќи тука ги лоцираме парите. Ние парите си ги баравме уште во летото, бидејќи тогаш ние можеме да купуваме ефтина храна, тогаш можеме да инвестираме во шталите, во фармите, за кои тие бараат подобри услови до 2020 Сега ние не можеме да турбаме циментот и да ги оставаме кравите на студо. Утре 6 земјоделски здруженија излегуваат на масовен протест во Скопје пред ресорното министерство и владата. Млекарите од Битолско, тутунарите од Прилепско, лозарите од Иквешијата и оризопроизводителите ќе бараат средба со Димковски за да најдат заедничко решение за проблемите.